te Duh, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivite, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida Duh. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Татко мой, во името на Твојот Син Исус те молам и денеска овие слова што ќе излезат од Тебе, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, да бидат слово со власт и сила за Твоја слава, да сведочат за Твојата сила, за Твоето царство, како на небото, така и на земјата. Ти благодарам што лебот наш денешен ни го даваш и ни ги проштеваш гревовите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници, и што не воведуваш во искушение, зашто Твое е царството, се е Твое, се мое е Твое, и силата е Твоја, Твое е царството, и силата, и славата е Твоја во сите векови и во векови. Амин. Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните. Павле, апостол на Исус Христос, преку Божјата волја, категорија која е битна, зашто секој го бара своето, а не она на Исуса Христа. Значи, да разбереш што е Божјата волја во твојот живот, тоа е суштинска работа. Значи, Павле, апостол на Исус Христос, преку Божјата волја, и братот Тимотеј до Божјата црква во Коринт. Божјата црква во Коринт. Која е Божјата црква? Она која го слави Исуса Христа, Синот на Бог, и му се моли на Исус во името на Отецот. Се што ќе побарате во Мое име, вели Исус, од Отецот ќе ви се даде. Благодат вам и мир, Бог. Благодат вам и мир од Бога, нашиот Татко, од Господ Исус Христос. Христијаните кои го примаат Исус Христос имаат Отец на небесата и затоа се нарекува синови Божји. Затоа Исус вели: оставете ги децата да доаѓаат по мене, кај мене, на апостолите, кога ти им бранат на децата, и затоа Отецот вели: ако не бидете како овие мали деца, нема да влезете во Царството Небесно, затоа што суштинскиот однос е татко и син. Ние имаме Отец на небесата и тој не држи во своите дланки и не дозволува неволја да се доближи до телото наше. Тоа се ветувања од Светото Писмо. Благословен да е Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Бог на секоја утеха. Ако имаш потреба од утеха, можеш да го повикаш таткото, како што детето кога е тажно дека е отецот му вели: тато, вака и вака, имам такви проблеми. За се што имате потреба, молете се. Предајте му на Отецот Небесен во името на Исус и не грижете се за ништо.
Значи, Таткото на милосрдноста и Бог на секоја утеха, кој не утешува во секоја наша неволја, кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние што се наоѓаат во каква и да е неволја, за потоа ние да бидеме утешители со утехата со која Бог, со истата утеха со која Бог нас не утешува самите. Зашто како што Христовите страдања изобилуваат во нас, Христови страдања, така преизобилува и нашата утеха преку Христос. Христови страдања, трпеливо поднесува навреди, моли се за непријателот свој, љуби го својот ближен како самиот себе си. Оче, не осудувај, прости им, не знаат што прават, тоа се Христовите страдања. Ако сме измачувани, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако ние се утешуваме, тоа е за ваша утеха која е делотворна во трпеливото поднесување на истите страдања што ги трпиме и ние. Во светот ќе имате маки, вели Исус, но не бојте се, бидејќи јас го победив светот. Кој го победува светот, ако не оној, вели Исус, кој верува дека Исус е Христос. Значи, ние зборуваме за едно пребивање во овој свет, кој го владее сатанат и неговите паднати демони, поранешни ангели на Отецот Небесен, кои го избрале сатаната и се оттргнале од Бог и се паднати на земјата, која е целата материализиран дух. Нашата надеж за вас се цврста, знаејќи дека вие учествувате како во нашите страдања, така и во нашата утеха. Браќа, сушност сакаме да знаеме каква неволја не снајде нас во Азија, дека бевме оптоварени преку секоја мера, апостол Павле им раскажува и над нашите сили, така што не се надевавме ни да го запазиме нашиот живот. Ни кажува еден пример на ситуација која мислиме дека не можеме да ја решиме. Навистина во себе ја носевме смртната пресуда, за да не се надеваме само на себе си, сами на себе си, не се надеваме сами на себе си, туку да се надеваме на Бог. Да се надеваш на Бог како Син Божји, да го повикуваш Таткото, да се надеваш на Бог. Бог ќе разреши, Бог ќе пригоди, Бог осудува. Тој е судијата, еден е учителот. Одмазната е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. Значи, Бог, да се надеваме на Бог кој ги воскреснува и мртвите. Така треба, например, и Македонија која се наоѓа под еден притисок, да не се надева на луѓе, туку да се надева на Бог, да го повика Бог, Исус Христос, неговиот Син. Значи, кој ги воскреснува мртвите ги воскреснува. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте, вели Исус на апостолите. Значи, Бог не избави од толку блиска смрт и уште ќе не избавува оној во кого се надеваме. Тој уште ќе не избавува со помош на вашите молитви за нас, молете се еден за друг, за мнозина да му заблагодарат за даруваната благонаклоност, што ја добиваме преку многумина. Зашто нашата пофалба е ова сведоштво на нашата совест, дека во светот, а особено спрема вас, се однесуваме во светост и побожна искреност. Однесувањето еден кон друг, љубете се еден со друг е важен Божи закон за да пребива Бог во вас. Затоа тој вели, кога двајца или тројца ќе се соберат во мое име, тука сум и јас. Значи, ако двајца се собрани во љубовта, Бог е љубов, во негово име и се љубат меѓу себе и го љубат се околу себе, тоа што е тука. Не во телесна мудрост, туку во Божја благодат. Имаме телесна мудрост, телесни луѓе, тело душевно, тело духовно. Зашто не ви пишуваме ништо друго, освен она што го читате и разбирате, а се надевам дека ќе разберете до крај, како што веќе не разбравте делумно дека ние сме ваша пофалба, а вие наша во денот на нашиот Господ Исус Христос. Значи, Господ е пастирот е Исус, ние сме делови од неговата црква и треба да се љубиме еден меѓу друг, еден со друг, да се радуваме кога една црква оди напред, не да завидуваме, бидејќи во Светото Писмо нема православни, нема католици, нема протестанти, нема деноминации, нема поделби, нема баптисти,
евангелисти. Во Светото писмо има една црква, Христос Христова црква, Христокефална црква. Со таа уверено сакав да дојдам најпрвин кај вас, вели апостол Павле, кај вас, браќа, за да примите двоен благослов и преку вас да поминам во Македонија. Да поминам во Македонија. Ах, таа Македонија што и ден денес не ја признаваат. А од Македонија пак да дојдам кај вас. Значи Македонија е пат, премин, да поминам, ќе минам преку Македонија и пак ќе поминам низ Македонија. Интересно, Бог што запишал, Бог што се оставил човек да не разделува, чудно е негирањето денеска во сатанскиот свет на Македонија и македонците, бидејќи друг народ нема што се нарекува македонци. Видете како сатаната работи, заробува цели нации и народи, грците со една приказна, бугарите со друга, албанците со трета, србите со четврта. Сите ја сакаат Македонија и тврдат дека тие се македонци, односно дека македонците се нешто друго. Не можете да бидете двајца. Не можеш да му служиш и на Бога и на Велијар. Не можеш да бидеш и во темнината и во светлината. Не можеш да му служиш на Бога и на Мамона. Значи не можеш да бидеш и бугарин, и македонец, и албанец, и илир, македонец, и грк. Македонец си останал тој што останал. Тоа е Божја волја. Значи ќе поминам по Македонија, ве кажувам како сатаната заробува цели нации со една приказна. Грците во еден сатански круг, албанците во друг. Србите сега се појавуваат повторно. Бугарите, кои тие тврдат дека не постои Бог, како Бог ги составил македонците, како може вие. Никого не го натерал да се откажеш од себе си. Како Исав што се откаже од своето првородство за една вечера. И ќе дојдам при вас, оти ќе поминам Македонија и вие да ми помогнете во моето патување во Јудеја. Значи Македонија е пат, ако добро го разбирате, премин од еден дел во друг. И затоа тука е поминато Светото писмо и помагач, помагател. Да не постапив лекомислено кога го посакав тоа, или пак да не се моите намери телесни, така што истовремено да велам и да и не. Бог е верен дека нашето слово кон вас не е да и не, и вака и така, зашто Божиот Син Христос Исус, кого го проповедаме меѓу вас, Божиот Син Исус Христос, јас, Силуан, Тимотеј, кога го проповедаме, не беше да и не. Туку во него беше да за живот, избери живот, да. Кој ќе дојде при мене, нема да го оставам надвор, кој верува во мене, нема да се посрами. Бидејќи Божјите ветувања толку многу, колку многу и да се во него, се да, избери живот. Кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен, вели Исус. Да, затоа преку него и ние самите велиме амин, да, Исусе, дојди Исусе. За слава на Бог. За слава на Бог Отецот. Ние имаме татко на небесата, Отец. Отец. Не викаме Бог, некој Бог има таму. Ние го познаваме и викаме Ава, Оче. Тој ни е татко само преку Исус Христос. Зато тој вели, јас сум портата на спасението, кој ќе влезе и пасиште ќе најде. А Бог е тој кој не утврдува заедно со вас во Христос. Бог е тој, Отецот кој не утврдува заедно со вас во Христос и не помаза и не запечати и ни го даде Духот Негов, Божиот Дух, Христовиот Дух, Светиот Дух во нашите срца. И тогаш ќе препознаете некој кој љуби, кој има трпение, кој прави чуда, кој се моли, кој ги разбира сите и ги љуби сите, зашто Духот Негов пребива, Духот на мојот Отец пребива во мене, вели Исус, така можете и вие да кажете, Духот на мојот Отец пребива во мене. Кој е роден во Бог не греши, има во 1 Јованово, оти Словото Божјо пребива во него и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. Словото Божјо е Исус, зашто е наречен, Исус е наречен Слово, Бог Слово. А јас го повикувам Бог за сведок на мојата душа, дека за да ве поштедам, не дојдов повеќе во Коринт, во Македонија. Не оти ние господариме со вашата вера, току сме соработници еден со друг за ваша радост, зашто во верата вие стоите цврсто. Значи, ако Македонија стои цврсто во верата, таа ќе се додржи, ќе остане што е Исус Христова земја,
Нема да и наметнат друго име, нема да и наметнат друга вера, нема да и наметнат сатанска религија, ако остане во верата. Има една молитва: Господе, дај ми дар на верба, поверува и затоа зборува. И ние веруваме и затоа зборуваме, вели апостолот Павле понатаму. Но во себе си решив да не доаѓам кај вас пак со жал, зашто ако јас ве жалостам што ви го зборувам ова, тогаш кој ќе ме развеселува мене, ако не оној кого јас го жалостам. И точно тоа ви го напишав кога ќе дојдам, да не бидам ожалостен од оние кои би требало да ме зарадуваат. А уверен сум во сите вас дека мојата радост ќе биде радост и на сите вас. Филипјаните 4:4. Радувајте се и пак радувајте се и пак радувајте се во Христа Исуса. Зашто ви пишувам во голема мака, со тешкотија на срцето и со многу солзи, браќа, не за да ве ожалостам, туку за да ја познаете големата љубов што ја имам кон вас. Оти Бог е љубов и Бог пребива во мене, и Бог, ако пребива во мене, јас пребивам во љубов, ти го љубам својот брат и ги љубам сите. Ако некој ме ожалостил, не ме ожалостил мене, туку во известна смисла, да не претерувам, сите вас, оти сите сме ние делови еден на друг, на една голема црква. На таквиот му е доста казната од мнозинството. Така што наспроти тоа, вие треба побргу да му простите, побргу да простите и да утешите, за да не го обземе преголема жалост. Побргу да се простува и да се утешува, суштинска кота на христијанството, на живото христијанство. Затоа ве молам повторно да покажете љубов спрема него, едните спрема другите. И ти, македонски политичар, водач на големи политички партии, да не сееш омраза, синко, зашто со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Ако сееш омраза, ќе пожнеш погибел. Треба да се клекнете на колена, се измирите едните со другите, да ја водите Македонија, да го молите Бог да ви ги отвори очите, за да не бидеме слепци духовно, кој ќе ги води слепец кога ќе паднат во јама. Токму затоа ви напишав и ви го кажувам ова. Апостолот Павле до Коринтијаните не го напишал само за тогаш, туку за сега, за да ви испитам дали сте послушни во се, дали вие се сплашите од Бог, дали вие размислувате дека еден ден ќе одите под Бог. Македонски политичар, дали ти размислуваш дека ако крадеш, го водиш целиот народ во проклетство, зашто Јуда Искариотски крадеше од касата, потоа го продаде Исус за пари, за 30 сребреници, потоа се обеси и се купи грнчаровата нива. Дали размислуваш дека не треба да крадеш, не треба да го продаваш народот за 30 сребреници на тужди империи, на сатански здруженија, да наметнуваш туги религии, безбозничко сатанизам кој го владае овој свет. Ако му вие ќе му простите нешто, не му проштевам јас, зашто она што сум го простил, доколку сум го простил заради вас пред Христос, а сетне и заради себе простете и ќе ви биде простено, зашто ако вие му ги простите долговите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако имате нешто да молите од Бог, првен прости се, измири се со братот твој, за да ти биде молбата услишана. Зашто она што сум го простил, дека сум го простил заради Христа, за да не искористи сатаната во непростување, за да не ве искористи сатаната. И политичару мој, што ја водиш Македонија, мораш да простиш за да не те искористи сатаната, бидејќи не ни се познати нашите намери, неговите намери, освен ако имате пророк до вас, Христов молитвен војник, кој ќе ви ги каже и кој му се отворени очите во дух и препознава духовите. Кога дојдов во Троја заради Христовото Евангелие и кога врата ми се отвори во Бог, во Господ Отецот, немав мир во својот дух, зашто не го најдов братот Тит, и затоа откако се простив со нив, отидов во Македонија. Ах, таа Македонија. Отидов во Македонија. Македонија била земја каде што се влегува и излегува. Се даваат дарови за Божите цркви, благодата на Божите цркви дадена на македонските цркви. Така го пишува тука. Но фала му на Бога, слава ти Татко Небесен, кој секогаш не води во неговата победа во Христос.
и на секое место преку нас го шири благиот мирис на неговото познавање преку нас кои сме Христови војници, зашто ние сме Христов благ мирис пред Бог меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои загинуваат, на едните смртен мирис за смрт, на другите животворен мирис за живот. Избери живот или смрт. Живот избери во Исус. А кој е подобен за сето ова? Зашто ние не го изопачуваме Божјото Слово, и јас не го изопачувам Божјото Слово како што мнозина го прават тоа со догми, канони, религиски категории, правила, туку зборуваме искрено како од Бог, зборуваме во Христос. Зборувам во Христос пред Бог Отецот. Во името на Христос пред Бог Отецот, за вас, коринќани, македонци, браќа и сестри во Христа, или незнабожци, почнуваме ли пак да се препорачуваме сами себе си? Или може би ни се потребни како на некои писмени препораки за вас или од вас? Вие сте нашето писмо напишано во нашите срца, кое го познаваат и го читаат сите луѓе. Зашто е очигледно дека сте Христово писмо составено. Христово писмо, живи слова, живи луѓе, живи храмови, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог Отец, не на камени плочки како кај Мојсеја, туку на телесни плочки на срцето, човечките срца. А такво уверување спрема Бог имаме преку Христос, не дека сме подобни сами од себе да помислиме за нешто, туку нашата подобност доаѓа од Бог, богоподобен човек. Се што работам од Бог. Сите дарби се од Бог, се е за Бог, се е од Него и за Него создадено. Тоа е суштината и тогаш ти нема да грешиш, бидејќи Словото Божјо пребива во Него и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. Роден е во Бог, кој не направи подобни заслужители на еден нов завет, не на законот, не на буквата, во еден друг препев, туку на духот, зашто законот, односно буквата убива, Словото убива, а духото животворува. Значи, ако го разбираш Словото буквално и се заветуваш на него, тоа убива. Светото писмо треба да се чита во дух и вистина, да му се поклонуваме во дух и вистина. И на едно место вели, го помоли Отецот да ги разбираат словата, апостол Павле. Ако пак служењето на смртта со букви врежено во камења беше толку славно, зборува за Мојсија и за 10 Божји заповеди, така што Израеловите синови не можеа да погледнат во Мојсеевото лице поради сјајот на неговото лице кој поминуваше. Како тогаш служењето на Духот Божји, на Бог Отецот кој е Дух и вистина, кој пребива во Дух, во сета полнота во Исус, како неговото служење да не биде уште пославно. Зашто ако е славно служењето што донесува осуда, 10 Божји закони што не можевме да ги издржиме, многу е пославно служењето што донесува праведност. Зашто ако му служиш на Христос, ти си оправдан, нема да бидеш осуден. Рахтисихим билах марај, зашто она што имаше слава во овој случај, она што имаше слава во овој случај, немаше заради славата која надминува. Луѓето не можеа да ги издржат тие 10 Божји заповеди и беа осудувани. Постојано се мачкаа со крвта, правеа жртви, тоа дојде Исус, ги зема гревовите и ти вери, дојди човеку, дојдете сите изморени, обременети и јас ќе ви успокојам. Исус ве повикува, отворете ги очите и ушите и срцето, покајте се, та да не ги исцелам. Како вели, со очите гледаат, не гледаат, со ушите не слушаат и со срцето да разберат, та да не се покајат и да ги исцелам, вели Исус. И така, имајќи ваква надеж, зборуваме со голема смелост. И не сме како Мојсеј кој ставаше превез на своето лице, та Израеловите синови да не го гледаат крајот на она што исчезнува, светлината со која сјава неговото лице.
но нивните умови беа закоравени. Дојде кај своите и своите не го познаа. Заврзани, зафатени во своите традиции и идолопоклонство кон избраниот народ. Зашто ден денешен останува истиот превес несимнат при читањето на Стариот Завет, бидејќи се симнува само во Христос. И така до денес кога го читаат Мојсеј, превес ги прекрива нивните срца, бидејќи тие не го признаваат Исус за Бог, а се надеваат на Бог. А убаво е пишано, никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене, вели Исус, и Отецот вели, никој не доаѓа при мене, освен преку Исус. Кој го има Отецот, кој го има Исуса, го има и мене, го има и Отецот. Кој не го одрекува Отецот, го нема и Синот. Добро е пишано. Но кога некој се обрати кон Господ, превезот се отстранува, завесата е падната, можете да имате личен однос со Бог. Зашто Господ е дух, духот. И каде што е духот Господов, таму има слобода. Слобода од сеот болки, болести, страдање од сатаната. А ние сите со откриено лице, гледајќи ја како во огледало Господовата слава, како во огледало, бидејќи треба да ја гледаме во себе си и во другите, се преобразуваме во истиот лик. Ние кои треба да се преобразуваме од слава во слава, така како што го прави тоа Господ, Духот. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден ги благослови овие слова, нека ги допрат сите оние кои ги слушаат, да им се отворат очите и ушите, да го слушнат Твојот глас, да ја видат Твојата светлина, и во срцето да се покајат, да им простат на сите, да се откажат од злото, да го повикаат Твојот Син Исус Христос за нивни Господ и Спасител и да живеат плодороден, победоносен и плодоносен живот, да живеат живот во Божјата љубов. Македонија е една земја која ја запишал Бог. Таа и денеска се наоѓа под сатански притисок од сите 4 страни. И ако не го повика Бог, таа уште долго ќе се мачи до Армакедонската битка. Да се повика Бог подразбира се соберат сите христијански заедници и да се молиме 1 ден, 2 дена, 3 дена да постиме. Да се соберат 100.000 луѓе. Ако во Македонија има 2 милиона луѓе, 100.000 луѓе, 50.000 луѓе да се соберат и да го молат Бог, да го повикаат Исусе. Исусе, дојди во Македонија и помогни, како што еднашка Бог го испрати апостолот Павле во Македонија. Негирањето на македонците и Македонија од соседните народи е сатански круг, во кој цели нации, цели народи ги води во погром, во огнено езеро и во пораз во Армакедонската битка. Татко Небесен, оставам се во Твоите раце, мојава душа, мојаво тело, од јас ништо и немам, се моје е Твое, мојата сопруга, моето семејство, моите деца, телесни, духовни, душевни. Оставам се во Твоите раце и нека биде не како што сакам јас, Татко мој, Исусе те сакам, нека биде волјата Твоја. Амин. Божји благослови до Божјо Царство Небесно. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат,
progonat zaradi mene. Blaženi se krotkите budu, tije keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni ten za pravda, zašto tije ke se nasita.